по однос на бројката на згради, ако не сум ги бројал, сепак ќе ви верувам на вас новинарите, дека горе-доле е таа бројка од 100 нови градежни парцели, со тоа што не се 100 згради, бидејќи одредени згради или објекти се поделени на 2 или некои си и на 3 градежни парцели. Така да бројката на како градежни парцели е таа, но како број на објекти и згради ќе биде помал. Но не сметам дека сме излезени од рамките на ГУПот и бројките кои што кружат, бидејќи пред да го пуштиме на јавна анкета, имавме координација со градот Скопје, иако по закон треба после тоа да се пушти, ние секако ќе идеме и официјално, неофицијално за да ги провериме бројките. Бројките се во рамките на законските предвидени бројки, поточно по број на население, по број на бруто развиена површина и горе-доле по се останато во посебните услови за деталниот урбанистички план и за градска четврт Ј14 е ставено дека за секоја зграда законски мора, за да се добие одобрение, да се обезбеди 20% зеленило во рамки на својата градежна парцела. Дополнително, за да го решиме до негдека хаосот кој е настанат во Ј14 или популарно наречен расадник, предвидени се 2-катни гаражи со новиот, за разлика од стариот детален план, и една пешачка зона, која што е во должина на целиот детален план, која што ќе биде со подземно паркирање. Така да со тоа, иако по закон секој треба и во рамки на својата парцела да се обезбеди, ние ќе оставиме и простор за таа некоја луфта што секојаш се јавува помеѓу обезбедените паркинг места во рамки на градежните парцели и бројот на станови да може да се покрие со јавни паркиралишта. Сите државни парцели се исчистени од згради. Значи, негде околу 400.000 квадрати ние имаме намалено. Ние сме се откажале од лицитации, а понатаму и одзимање пари за комунали во вредност од некаде 50 милиони евра, што е еднакво на 10 буџети на општината Кисела Вода. Тоа сме го правевме како општина, пошто сметавме дека во стариот дел на Расадник, како што може да приметите, во дел изградениот нема ниту едно место за рекреација, зеленило и се останато. Затоа во останатиот дел е ставено се што е потребно за да го и вратиме колку толку хуманото живење во нашата општина. А што е со гостинат? Има реакции во однос на тоа дека не соодветствува со ГУПот, односно ГУПот предвидува 194 жители на хектар, ама на стамбената површина, да. А во овој случај доколку се направат пресметки е 4 до 5 пати повеќе. Ги правевме пресметките и не излегува повеќе. Се координираме и со градот, нормално ниту градот Скопје, ниту Министерството за транспорт и врски како институции кои што се над нашата институција нема да дозволат да помине некој детален урбанистички план кој што се коси со било кој закон или правилник. Значи, доколку има забелешки, ќе биде вратен од страна на Министерството или на градот за доработка. Сметам дека сме во рамки на законските предвидени бројки и ќе се запести и густината на население и коефициентот на бруто изградена површина во рамки на деталниот урбанистички план за градската четврт Ј14. И една реакција и до опозицијата кој што вика дека ќе се исечат околу 3000 дрва. Моментално во Расадник нема 300 дрва, а не па 3000. Со новите паркови, со новите дрвореди, повеќе од 10.000 дрва се планирани да се насадат во Расадник, зашто по целата должина на сите коловозни ленти се планира да има дрвореди, заедно со трите нови големи паркови, заедно со овие што се парковски зони за шетање кои ги спојуваат сите згради една со друга преку паркот. Не преку улици, него преку паркови и пешачки зони. Затоа жал ми е што поради 3 или 4 парцели кои што се во стариот дел, еден од деталните планови кои што сметам дека е најдобар донесен во Република Македонија во изминативе деценија, се упропасти ради тоа. Јасно ми е и револтот, нема паркирање, нема и се останато, барам доверби од граѓаните, но и од медиумите и сите што се заинтересирани, слободно ќе им го презентираме планот, што правиме и како правиме. Видов забелешки по однос на семејното домување или поточно А1, значи тоа се веќе постоечки куќи.
Ние само ги дефинираме висините кои што они ги имаат де факто на лицо место. Потребен им е и на тие жители Дупот, бидејќи таму огромен дел од земјиштето е на Република Македонија. Значи, они имаат објекти, но немаат дворни места. Откако ќе се донесе деталниот урбанистички план, сите тие ќе може да си го откупат своето дворно место и еднаш за секогаш да си го решат своето живење. Реалноста е дека сигурно 10 години ќе се прави со тоа што нас приоритет ни е поликлиниката, парковите и градинките. Се останато си е приватна собственост. Кога ќе си ги градат и како ќе си ги градат, тоа е во рамки на собствениците и во рамки на инвеститорите, доколку сметаат дека е атрактивен. Не би донеле ние па и ДУП по секоја цена, која што утре ниту ќе се исполни, ниту ќе може да се најдат инвеститори.